Во регионот на Осоговието на 8 километри северозападно од Кратово се наоѓа една од најубавите природни реткости во Македонија – Куклица. Станува збор за уметничко дело на природата, кое е старо над 50.000 години, настанато со вертикална ерозија на меките вулкански карпи. Локалитетот Камени кукли е всушност комплекс на повеќе стотици камени фигури, каде природата направила ремек дела, несвојствени ни за најкреативниот човечки ум. Камениот град Куклица е место на кое фигурираат 120 помали и 15 поголеми камени столбови. Откако поминавме 8 километри стремен пат од Кратово, стигнавме на локалитетот. Пред нас се извишија групи земјени пирамиди и столбови, настанати со дуготрајна ерозија на вулканските карпи. Во долината се наоѓаат околу 140 камени кукли кои се повисоки од 10 метри, а истражувањата покажале дека се стари околу 10.000 години. Во резерватот има 148 кукли или земјени пирамиди. Народот на секоја кукла има дадено некоја улога, например кум, старосват, чичо, стрина, сватови. Се наоѓаме во селото Куклица, иначе познат како Кукли. Се наоѓа во шопскиот дел на општина Кратово. Значи во непоследна близина ни е селото Вакав, границите на шопскиот дел се на шопско-рудари, дека завршуваат. Доминантен период за овој дел на утечението може да се види, значи Крилатица, Трновац, Вакав, Кетеново, Талашманци. Све тоа е најубавиот дел архитектурата токму во овој шопски дел, кои се големи мајстори и добри познавачи на гајда, гуслари, значи чувачи на стока, на овци, медови. Значи ово е исклучително прекрасно поднебје за една општина што може да ги даде благодетите. Значи се надеваме дека во наредниот период ќе има поголемо раздвижување, ќе имаме некои додирни точки, значи со манастирот во Паланка, Псача, црквата, ќе имаме можност за да се вклучиме токму во шопскиот дел, па да се продолжи за големото градиште во Коњук, Цоцев камен. Значи има што една наша општина да понуди како културно-историско богатство за едно раздвижување. Гледам дека се повеќе има интерес преку медиумите, ТВ куките, посетеност на децата, меѓутоа само треба да бидеме поорганизирани за прием за пречик, обучување на кадри на деца, познавање на англиски јазик, значи се тоа да допринесе за еден побрз развој. Според други кажувања, денешните камења во близината на Куклица некогаш биле дрвја, кои биле изгорени за време на некоја војна што се водела во овие краишта. Откако дрвјата биле изгорени, целата област се претворила во пустина. При едно ноќно минување на војската низ пустината, поради ниските температури, војниците се скамениле и се претвориле во камења. Импресивноста на Куклица несомнено придонела населението од овој крај да создава низа легенди за настанувањето на ова место. Денес жителите од околината ова место го сметаат за проколнато и сметаат дека овој камен предел им ги труе козите кои подоцна умираат. Куклица е позната по карактеристичните ерозивни форми наречени земјени пирамиди или камени кукли. Овие форми се наоѓаат на десната долинска страна на Криварека, поточно на еродираниот дел од незината речна тераса на надморска височина од 415 до 420 метри. Целата појава е распространета на површина од околу 0,3 до 0,4 километри квадратни. Има две групи на земјени пирамиди. Оние во централниот дел на Малата депресија во подножјето на ридот Дубица се поголеми, високи до 10 метри, самостојни и во вид на земјени столбови. На исток, десно од претходните по страните на возвишението Забел се распоредени помали форми во висина до 5 метри, близу една до друга и често споени во подножјето. Поради интересниот изглед на големите земјени столбови кои наликуваат на човечки фигури, наредени како скаменети свадбари, целата појава локалното население нарекува весела свадба.
Необичната форма на камењата, која потсетува на човечки фигури, е резултат на минералите. И самото градче Кратово, во чијашто близина се наоѓа селото Куклица, лежи врз изгаснат вулкан. Научниците пак велат дека камените фигури се создале пред 10 милиони години, кога се уште немало луѓе на планетата. Вертикалната ерозија на вулканските карпи создала кукли повисоки од 10 метри, кои денес доминираат во питомата околина. Со тек на времето, природата од нив извајала ретки ремек дела. Како и да е, ваква свадба нема никаде на светот. И ова место е заштитено од Агенцијата за природни реткости при Министерството за животна средина. Нешто слично има само во Србија, во местото Ѓаволја Варош. Селото Куклица е од раштркан тип со повеќе маала. Во последно време тоа е во процес на брза депопулација, така што од 532 жители во 1953 година бројот на население опаѓа на само 116 жители во 1994 година. Селото Куклица има два дела, стара Куклица и сега нова Куклица, поделени се на два дела. Сега народот тука живее малку, да кажам, подобро од тоа што беше, има струја, има вода, народот се враќа во селата, и традицијата продолжува со оваа шопска свадба. А што е со тие две кукли? Така, која е легендата, што вели легендата? Па легендата вели, таа Куклица, старата и новата сега Куклица, настанале со овие кукли, по името на самите кукли настанува и местото Куклица, се вика Куклица. Дали живеат сега еве луѓето во Куклица? Колку луѓе живеат тука, како се живее, со што обстануваат? Па вака, луѓето живеат, мал дел се иселени, мал дел, од старите изумреа, има мал дел, тоа е околу 10 куки во стара Куклица и 7-8 куки во новата Куклица. Жители околу 100 души имат, што живеат, претежно се млади, инвестицијата е во чување на стока, жнење, плодови, тоа останува. Прво настана, старата Куклица, таа се наоѓа лево од кај нас, од куклите, североисточно, и самите кукли, старата Куклица, луѓето мал дел биле таму населени и почнале да се населуват во погорниот дел од самото место и самото тоа настанало и новата Куклица, што викаме стара и нова Куклица. Тие се навистина изненадувачки природен феномен, а настанале под влијание на ерозијата и климатските промени кои се одвивале во минатото на овој терен. За странците е познат како камениот град, кој го прати интересна легенда, која нема да ве остави рамнодушни и ќе ве натера да го посетите овој локалитет. Жителите од село Куклица раскажуваат дека е тежок животот на село. Претежно се занимаваат со земјоделие и сточарство. Секој си носи своја приказна за себе. Трајан и неговата сестра ни ја раскажаа нивната. Едно време се живееше многу со земјоделие, не имало државни работи, такви оре, копа, овци, говеда, свашта чуваа, и така живеа, полека. Стрина не чуваше, зашто моја мајка е умрена, бил сум 8 години като умрела, по татко ми, жалејќи и слабо срце доби и тај. И живеамо, како смо живеале?
сиромашки живееме, не сме били богати. Важно за едење има. Што е главното, значи, занимање тука во Куклица? Со што се занимаваат луѓето тука? Со земјоделие, сточарство, тој се занимаваат и ден денеска со тој се занимаваат. Кој е останал туј? Кои се останали, иначе па тој имаше, што ти знам, имаше 50 куќи у наше село тамо, ова е па друга стара Куклица, нашата се нова Куклица, каже. 50 куќи имала, ама веселија се, по Кумано, по Скопје отидоа, по Странство, по Кратово, свогде. Дали има секој уште 20-30 души ту у село што живеат. Све се иселимо. Како себе запознавте вие со вашата сопруга? Па, ја у Кратово беше, бе. Ја учеше занајата, механичар беше, па после стана шофер и се запознаваме с нома и се земамо. Од Кратово е вашата сопруга или? Од Шлегово потекло мајка, татко, а у Кратово живее. Учеше оно гимназија у Кратово. Запиша се после у Штип на ВПШ да учи, ама како се засакамо, остави документи таму у школата си, още стоја там документи. И се земамо и така, ама немамо среќа да се доводимо, зашто на 60 кусур години умре. И сега сам без нума. Сам живеам. Деца у Скопје, керката у Пекчо се ожени и така. По работа ојде сину у Скопје, брато нема на работа. Ја како сум родена у село, туј мајка ми е била острацин, татко ми избрале го у партизани погинал, ние сме останале двојица со брат ми, и стрина ни е чувала. После он иде у школа, там викаа го интерната, а мене ме викнаа, ама стрина ми не ми даде да иду и остана у село. И после ме оженија, тамо едно кратовско село Близанци. И како ве животот на село? Како се живе? Ние да ти кажу како смо живеале, деца, имамо 3-40 овцички и две говеда што ореа. Тој. Ние жнеемо, копамо, на стрина ми децата, 2 девојчиња беа, а она после се поженила и доведеа туј неженен еден за њума, зашто природила уште 3 деца и њоните 2 и ние 2, сите у куп. Со што се занимавате сега вие? Дали чувате нешто? Сега? Не, се у Кратово си живеемо ние. Со момчето ми е пензионер, а ја не сам нигде работила и немам ни пензија. Манифестацијата Шопска свадба за прв пат оваа година се одржа во село Куклица Кратовско, во локалитетот Камени Кукли, во организација на Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културно наследство Етно Ризница од Куманово. Присутни беа градоначалникот на општина Кратово, Ранковци и Старонагоричане, како и представници од Македонската православна црква и од Министерството за култура, кои дојдоа да ја проследат веселата свадба. Целта на оваа манифестација е да се затврсти националниот идентитет, во кој помладите генерации ќе дознаат за своето потекло. Идејата за оваа манифестација потекна од Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културно наследство Етно Ризница од Кумано. Пред некој месец дојдоа во општината и ја кажа оваа идеја
со задоволство ја прифативме и ја поддржавме и морално, и логистички, па и финансиски. И се надеваме дека ова треба да помине во традиција и од следниве години да биде уште помасовна, по-автентична, да има вистински младоженци, вистински кум и да има една, како што кажа, поголема масовност. Целта на сето ова е на младиве генерации да им оставиме она што било претходно со векови наназад, да им го оставиме како информација, да видат и да разберат, значи, за сето она што нивните прадедовци и на кој начин ги правеле нивните свечености, свадби. Сите овие обичаи денес не се практикуваат, но се дел од модифицирани видеоизменети, така да многу мал дел се изведуваат при склучување на брак. На крајот сакам да објаснам зошто се нарекува шопска свадба оваа манифестација. Шопска се нарекува бидејќи се наоѓаме во срцето на големата лимитрофна етничка област Шопи, која се простирала во рамките на 3 балкански држави, која поседува заеднички карактеристики, па и свадбени обичаи. Идејата да се организира манифестацијата Шопска свадба потекнува од тоа да одредени градови имаат своји свадби карактеристични за својот регион. Селото Куклица има своја легенда која вреди да се одржува и да прерасне во традиција. Мислам дека од година во година ова шопска свадба ќе прерасне во традиционална. Очекувам тоа да биде еден спектакл кога се работи за нашето културно наследство. Мене ми е драго што сум дел од Сдруженијето Етно Ризница, кој што е организатор, нели, на оваа прва манифестација Шопска свадба, која влегува во комплетната програма на нашето здружение. Имено целта на здружението е да го покрие овој североисточен дел, значи се работи за Куманово, Кратево, Крива Паланка, Нагоричане, Липково. И во таа програма која што ние мислиме да ја реализираме во текот на целата наредна година, значи во текот на наредната година, секако ќе биде и шопската свадба како една традиција во која се негуваат сите оние обичаи на македонскиот народ во овој дел на Македонија. Од каде ве потекна идејата за една ваква манифестација да се организира? Ова е прва година. Па прва година е во секој дел, во секој град има нешто карактеристично. Еве за Кратово, за овој шопскиот дел, карактеристична е шопската свадба. Знаеме дека во Македонија има повеќе вакви традиционални свадби. Најпозната е, нели, галичката свадба, но секој регион, секој поднебе си има своји карактеристики, своји специфики со кои се негуваат овие свадбени обичаи кои што се едни можеби од најзастапените во нашето фолклорно наследство. Така, дали може да очекуваме наредната година вистинска шопска свадба? Па да, веќе размислувавме. Нас ни беше целта да ја организираме оваа манифестација, како што се вели, да го пробиеме ледот и веќе од наредната година оваа манифестација да биде пропратена со многу други активности, да биде помасовна и ова место да биде место каде што ќе бидат присутни многу луѓе, не само од овој дел, туку и од цела Македонија. Да не заборавам да пропуштам дека оваа манифестација, односно здружението, ќе биде со меѓународен карактер. Така да очекуваме во наредните години и присуство на гости од соседните земји, од Бугарија, од Србија. Посакувам многу успех. Благодарам.
Културно-уметничкото друштво Ефрем Каранов од Кратово ја збогатија манифестацијата на која беа прикажани многубројни адети и обичаи со цел да не се заборави традицијата од забот на времето. Легендата вели дека многу одамна во селото Куклица се случила голема трагедија. Момчето, во која една девојка била бескрајно влюбена, се оженило со друга, поради што разочараната девојка ги проколнала младенците. Кога дошол свадбениот ден, навидум се било во ред. Се собрале сватовите, стасале и други гости. Веселбата почнала. Во моментот кога младенците се бакнале, клетвата се остварила и сите свадбари се скамениле. Скаменетите свадбари денес сведочат за гневот и за болката на несреќната девојка. Меѓу локалните жители местото е познато како весела свадба, зашто сватовите останале насмејани, а младенците се скамениле во нежна прегратка. Пруса Ѓурковска ми даде информации дека тоа е мојата желба да остане вековна традиција една шопска свадба, поточно во село Куклица, каде се присуство на коњите, доминантна е шопската музика, шопската салата е доминантна. Значи, овој крај се и најдобрите мајстори, најдобрите. Тоа беше една изрека кажена од баба Руса дека шоп не е гладан. Значи, воденици, валавници, риба, медови, пипери и ќе имаме еден коктел во етно ресторантот Куклица за секој посетител да може да проба како е по стариот начин била шопскиот ручек на свадбите. Значи, тоа е дел од една традиција која иде со векови и се надевам дека ќе остане за идните генерации. Со малку фантазија, секој посетител може да си ги дополни празнините во приказната, бидејќи не се знае што се случило со девојката што ја фрлила клетвата. Мештаните раскажуваат дека нивните предци се обиделе да ја растурат клетвата на влюбената девојка, но не успеале. Исто така кажуваат дека на секои 5 до 6 години и во Горно и во Долно Мало, двата локалитета што се поделени со еден рит, никнува по една нова фигура. Највпечатливи се невестата и младоженецот, кои се придружени од деверот и деверицата. Тие се најголеми се гледаат еден со друг во очи, кажуваат селаните. Затоа легендата останала и ќе се пренесува од генерации на генерации, ќе се зборува за разочараната девојка, незината клетва и за скаменетите свадбари. Местото ќе ве понесе да верувате во оваа легенда, дури да си ги замислувате лицата на свадбарите и јасно да ги гледате зетот и невестата како стојат еден до друг во прегратка. Со својата ретка убавина, каменетите кукли оставаат траен впечаток кај посетителите и заслужуваат да се посетат. Е било свадба некое време, една девојка било оваа стара куклица, се викава нова, сак била девојката од таа куклица, богата, оваа била сиромашка, ама тој регенер што го сакал, сиромашкото го не земал, богатото го земал, она го проклела дека сватовите довде стигнале, рекнала, све да се скамените, камења да станете, и они се сватовите створиле камења, и за тој со овие знаци ставено. Многу е убава манифестација, да се одржува секоја година и народ да види што е било наша култура, деца. Напред, сега се све изгуби култура, немаме култура. Овие млади никој не учествува. Ово е стари, само стари учествуваат. А младите треба да узнаат традицијата. Па напред е било многу убаво. Ош од четвртак се почне свадба. Прави за месек. Меси погача, девојче меси. Па го фрле и накитив една жегра се викаше од колата извадив дрво, накитив го с басилјак со скитји, црвени конци и бели врзеси и тај што ќе го меси погачата девојчето, облечена е у мушко. У мушко е облечена, тоски напред се носеше, кој нас тоски и овде се носел тоски, ама јас сам которка. Овде е шопско. Шопско, носи сај, а ние носиме елеци, овие што се младоженците. И тај што ќе го меси погачата, ќе го префрља преко стрејата на куќата. И ќе го чека друг. Човек ќе го чека таба друго девојче, да го прифане жеграта
И после кршив погача, поев песни, за месек се прави. По тој, канив се гости, месири, дојдев сукав, баници, погачи, месив, чека се и у суботата ќе иде вечерта по невестата. Тамо ќе иде куде невестата, тамо ќе даде таткото ручак, а и свекро носи. Бравче за кољано, па да китено со јаболки на роговите у уста и сабале ќе го даде свекровата. На свекаро што е однел тој ручакот ќе го даде. И невестата у недела сабале ќе го доведуе в дом. И вечерта. Дома па има куде сватовите, у село се правил. Па ги затвара вечерта младоженците, нели така се те спале младоженците. И затвори у нина соба таму. Они па имало соба. Собичка там некоја. Затворив ги. И на врата стои младоженски момак. Сработа е, може да овојте како кажувате, ама не е сработа. И чека дали невестата ќе искочи поштено. И чим заврши работа младоженеца, каже дека невестата е поштена. Свекаро, свекрвата, свете и вика се тој шарено оро. Муж, жена се нафатев, ќе играва и ќе пали куде нас тако. Слама ќе запалив снопови. Ќе запалив, свекаро ќе ga малку мучив да такса прасе или јагне или ракија, вино. И тој се одржува тај манастирација и јутрото полевак ќе се прави. Полевак јутрото. Па идев жени, канев по куќите со скарта вино, па дојдев гости. Па даде се ручак и се завршува свадбата у понеделник вечер. Треба да се негува. Има традиција за ова локалитет. Јас уште како дете сум доаѓал тука, сум поменувал, сум се чудел како изгледаат овие кукли, како да ги правила човека, ги правила природата. Природата е поголем мајстор од човек, од најголемите уметници. Сите манифестации од овој вид се за поздравување. Мене ми е многу мило што се обновува шопска свадба, зашто легендата кажува дека тука имала свадба. И сега нека има вистинска свадба. Оваа година е Божем, ај Божим, ама сакамо да година да биде стварна свадба, да има младожени и младоженци и невеста. Да ти кажу, би требало да продолжи. Ово е интересно. Овој га нема на многу места. Овој би требало да порано да биде, дури закаснавме. Треба да се продуже, а и од сега ќе се продуже. Што мислите, дали треба на вистина да има вистинска снашка, вистински младожење, за да можете младите да доаѓаат тука, да се подигне ова манифестација? Да има. Треба да има, ама баш добро не сме организирани. Треба истата ноќна да се изнајде так што е било. А го има оште. И ми се чини дека наредната година ќе биде боле. Треба да се облечат младоженците у младоженска ноšnja и традицијата да продолжи, али со по-слични како што е била свадбата резултати. Каква е била свадбата? Еве во кратки црти ми кажи. Во кратки црти свадбата е била со некои млади се многу сакале, а младоженецот ја изневерил девојката. Се оженил за друга и ете како што гледате, онаа девојка е проколнала и се скамени, да се скаменат и ете како што гледате се скамениле сватовите, младоженците и кумови и се како што е ете самата слика што кажа. Дали еве сега кога се прават тука свадби во Куклица, дали се почитуваат докрај оние традиции и обичаи што ми ги кажеш? Па ние се надеваме дека традициите ќе продолжат со ова шопска свадба. Традициите понапред биле, значи извесно време биле како што треба. Сега народот се исели по градот и овие работи не ги практикува со коњи, со стара носија, со тапани. Значи посовремено сега да видиме како било поодамна и како се прави овие свадби, да се потсетат младите. Можеш еве на кратко да ми опишеш како треба да изгледа, со кој обичај се прави таа шопска свадба? Па шопската свадба значи потекнува поодамно време и се прави на тој начин што по невестата се оди со коњот, коњаница, со од страна на машката страна, одат по невестата, е качуваат невестата на коњ, ја носат во селото, значи тоа 2 дена трае свадбата, значи зависи од далечината на патот. Значи изморени, истоштени, така да таму ги пречекуваат младоженците
ја зимат невестата, има таму адети, го кидат младожењата, како што видовте сега, потоа проаѓат на невестинско коло, со самото невестинско коло се отвараме на самата шопска свадба, потоа се оди кај младожењата со невестата и таму продолжува веселето се до утринските часови. Со тоа шопско гравче што го викаме, со јагнешко месо и ред други работи. Шопската свадба е традиција на шопската салата, која се прави од патиџан, кромит, сирење, значи домашно сирење од овца, и тоа е традицијата на шопската свадба која настанува и по шопската салата. Феноменот земјени пирамиди или камени кукли во светски рамки представува ретка појава и за нивно создавање треба посебни геолошки, геоморфолошки, климатски и вегетацијски услови. Затоа, овој локалитет е заштитен како природна реткост. Природен феномен или легенда, оценете сами, но во секој случај додадете ја куклица на вашата листа за екскурзии.